Поздрав до сите слушатели на ЕСИ Радио. Вие сте со емисијата Шах со Љубиша Андоновски. Почна Европското првенство за мажи и жени во екипна конкуренција и нашите шахисти по 12-ти пат, значи се дел од ова престижно се разбира натпреварување, каде што играат сите практично најдобри европски екипи, а јасно е дека европскиот шах е многу силен. Исто така, значи истовремено се одржува и женското екипно првенство, репрезентативно и тука сме присутни по 8-ми пат. Руските шахисти и шахистки го ја брана титулата европски првак, познатата руска шаховска школа се супер во топ состав и на ова надпреварување, но нашата репрезентација е подмладена. Мислам дека никош Македонија не имала вака млад состав и тоа треба да не радува. И се надевам дека овој голем предизвик за нашите шахисти и за нашите дебитанти, значи ќе биде истовремено и поттик, но и стремеж да се добие неопходното искуство на вакви најсилни надпреварувања, но исто така да биде поттик и за младите кои што доброва стасуваат да добијат мотив дека со добра работа, со труд, залагање, значи може да се дојде и до репрезентативниот рез. Машката репрезентација е 33-та рангирана од вкупно 39 екипи кои што излегува на стартот. Ја предводи интернационалниот мајстор, веќе искусен Филип Панчевски, додека на втората табла игра исто така младиот 23-годишен интернационален мајстор Никола Николовски. До него е најмладиот од интернационалните мајстори Тони Лазов на третата табла, додека дебитантите Емил Ристевски, нашиот најмлад мајстор, фиде мајстор, игра на четвртата табла, а прва резерва единствена, значи е актуелниот шампион на Македонија, до трета првенство на Македонија, тоа е Филип Михов. Значи една многу млада репрезентација која што ја предводи Филип Панчевски, кој што и самиот не е во некоја голема возраст. Во првото коло, значи се разбира дека како 33-то рангирани ние сме аутсайдери во првото коло, дека ќе добиеме силен противник, тоа и се случи, игравме со силната репрезентација на Хрватска и загубивме со резултат 3:1. Значи поединечно Анте Бркич на првата табла беше посилен од Филип Панчевски. Тоа беше шпанска партија, подобрената варијанта на Штајнец, но чинам дека Панчевски брзо дојде во инфериорна ситуација, не се снајде најдобро во отварањето, не излезе добро и тој заслужено е загуби партијата од Анте Бркич, кој што според мене е денес вториот најдобар хрватски шахист, тој играше за гостивар, одлично настапи на нашата лига. И е млад шахист во голем полет, така што тој резултат не е некој изненадување. Затоа пријатно изненади нашиот млад интернационален мајстор Никола Николовски, кој што на втората табла со билите фигури успеа да го совлада силниот хрватски велемајстор Марин Босиочич, кој пак долго време беше втор најдобар хрватски шахист по Иван Шарич, кој што не настапи во меч на првата табла. Никола Николовски, таа партија ќе ја видиме и со соодветна анализа на шаховската табла, додека Тони Лазов загуби од искусниот хрватски велемајстор Hrvoje Stević. Тони Лазов со црни фигури во Филидорова одбрана имаше своји шанси во таа партија, значи имаше еднаква позиција, имаше добра позиција, некои од тие важни потези не успеа да ги најде и ја загуби партијата. Додека Емил Ристевски со бели фигури во сицилијанска одбрана загуби од Саша Мартиновиќ во својот дебитански настап за македонската репрезентација, но секој почеток е тежок, трновите тој пат, но се разбира дека со секоја наредна партија нашите репрезентативци, значи верувам дека ќе се поиграат малку и дека ќе бидат поуспешни. Значи направивме резултат во рамките на нашите очекувања.
с оглед на тоа какви се силите моментални, додека нашата женска репрезентација, која што настапува по 8 пат на ова престижно натпреварување, значи е рангирана предпоследна на 30 место од вкупно 31 репрезентација. Таа беше слободна во првото коло. Инаку нашата репрезентација таа е предводена од Моника Стојковска, но заедно со Бојана Беатовиќ, Сања Трајковска, која што по одредена пауза, одречиси 20 години повторно, значи е дел од македонската репрезентација, да ја посакаме се најдобро. Сања Трајковска, порано Стојковска беше супер талентирана и како девојче играше на европски и светски првенства за Македонија. Ајде сега да видиме, она веројатно дека по таа пауза се чувствува малку и како дебютант, нели, но да ја посакаме успех на нашата во овој состав највозрастна шахистка, на која што е, значи, се уште добри шаховски години, која што е многу амбициозна, која што е многу вредна и верувам дека ќе придонесе добро за македонската репрезентација. Тука се и младите Драгана Николовска, односно Ивана Манова. Значи, нашите шахистки исто така во млад состав, предводени од Моника Стојковска, која што има тешка задача да ја крепи првата табла, но сепак им посакуваме се најдобро. Значи, секој успех практично поединечен да се подобри рейтингот од оној што е почетен, ќе биде успех за нашите млади репрезентации, да им посакаме успех. Денес мажите играат со репрезентацијата на Шведска, која што е рангирана на 23-то место, значи Шведска би требало според однос на табелата, според состава да биде благ фаворит, но ја мислам дека Македонија има рамноправни шанси во мечот со Шведска, додека жените практично во својот прв настап ќе се сретнат со репрезентацијата на Италија, која што е тука 13-то рангирана. Така, предстојат интересни партии, интересни мечеви, се игра во 9 кола секој ден, почнувајќи од 13 часот. Се разбира дека партиите одат во живо, дека и широката шаховска јавност може да ги следи и да ужива во партиите на големите мајстори во живо, но исто така и на нашите репрезентативци, се разбира. Да им посакаме успех, а ние повторно ќе имаме уште едно видување, уште еден осврт на ова првенство, кога тоа ќе биде при крајот или кога ќе биде веќе завршено. А сега предлагам да отидеме на шаховската табла и да ја погледаме победата на нашиот млад интернационален мајстор Никола Николовски против искусниот велемајстор Марин Босиочич. Никола Николовски со бели фигури се отвори со потегот Е2, Е4. Така тој вообичаено ги отвора своите партии. Никола Николовски има интересен стил на игра. Ке видиме и во оваа партија. Марин Босиочич се бранеше со сицилијанска партија С5, а Никола конј С3. Инаку пред некоја година Никола Николовски го победи Босиочич со црни фигури во една исто така многу остра партија, многу необична партија, каде што и неговиот противник имаше добри шанси, но Никола во тие компликации тактички успеа да го надигра и да го совлада својот реномиран противник. По конј С3, вториот потек, што е вовет во така наречената затворена варијанта на сицилијанска одбрана, Босиочич игра конј С6, а Никола не игра Г3, што би било класична затворена варијанта на сицилијанска одбрана. Или пак конј F3 да помине во нормалните варијанти, туку го игра својот омилен потек ловец Б5, така наречена Гран При атака или напад, каде што белиот сака, нели, да го земе тој конј на C6, потоа да го постави пешекот на D3,
па F пешака да го постави на F4, конј F3, така би имал многу силен центар кој што е многу тешко да биде предизвикан и би имал подобра пешачка структура. И не само тоа, туку Никола Николовски одлично ги чувствува тие позиции, затоа што ова Гран При атака ја игра уште од своето детство, а тој е сега на 23 години. Значи половец B5, конј D4, белиот продолжува со развојот конј F3, тој не се плаши ниту од замена на F3, ниту од замена на B5, а црниот продолжува логично E6, мала рокада, A6. Гледате, тој ловец нема многу кај да оди. Ако оди на C4, тогаш се разбира B5. Ако дојде на E2, тогаш конјот ќе го земе тој ловец. Затоа ловецот доаѓа на полето D3. Сега веќе белиот е подготвен да земе на D4, па по CD4 да одигра конј E2, да го нападне пешакот на D4, кога тој на некој начин ќе биде бранен, тогаш C3. И по евентуално DC3, DC3, тој ловец на D3 е токму на место. За да нагласи црниот дека ловецот на D3 не е на својата оптимална позиција, тој го игра потегот конј C6. Гледате, оди напред, па назад, но сето тоа има логика, се разбира. А сега Никола, кој што веќе се развил, има 3 развиени фигури, сака да повторно да се обиде да докаже дека црниот не може да игра напред-назад како што сака и дека белиот има предност во развој, иако немаме спротиставеност во центарот, тој се обидува со овој потек, конј D5. Гледате, конјот убаво стои на D5, но се уште не напаѓа никого и ништо. Според тоа не би требало да е нешто сосема страшно. Црниот продолжува D6, а Никола конј E3. Конј F6 и сега е потегот C3. Потегот што го бира Никола за да му направи место на својот ловец на D3, кој што пак му пречи на неговиот D пешак да појде напред во борба за центарот и централните полиња. Значи по C3. Сега логично беше црниот да одигра D5, додека ловецот не е на C2, да го предизвика тој E4 пешак. И така би имал црниот сосема задоволителна позиција, но тој игра амбициозен потек од една страна, но од друга страна исто така прилично сомнителен. Гледате, кога еден велемајстор кој што сега е на 2545 игра ваков потек. Ние, шахистите од повозрастната генерација, разбираме дека многу нешта се смениле во современиот шах. Кога ние ги учиме децата како не треба, тогаш топ G8 еден од оние потези кои што не би дошле во предвид. Црниот нема завршена развој, нема никакви позициони предуслови за да тргне напред. Значи со топ G8 црниот покажува голема амбиција, покажува дека сака да нападне, но во шахот се разбира не е доволно само да сакаш нешто да направиш, туку треба за тоа да имаш и солидна позициона основа. Ловец C2, G5 и белиот D4. Значи белиот се развива нормално, тој и онак има предност во развој, а онаа страна која што има предност во развој се стреми самата да ја отвори позицијата што повеќе, за да може да дојдат до израз неговите поразвиени фигури. G4, конј H4. Гледате, црниот два пати играше со G пешакот, одигра и топ G8, но не постигна многу. Конјот на H4 или може да биде подкрепен со G3 ако треба, но исто така ќе тој од H4 во многу варијанти ќе може да скока на F5 и да игра, нели, ако треба и да жртва затоа што црниот крал остане во центар. По конј H4 сега белиот сака D5 да отвори, C зема на D4, C зема на D4. Сега последна шанса за црниот ми се чини дека беше потегот D5, колку толку да ја држи позицијата позатворена. Иако нема гаранции за успех, веројатно белиот би земал на D5. Иако конј D5 смена, па ловец B3 и D5. Но ловец E7 беше избор на хрватскиот велемајстор.
a Nikola оди напред. D5, го напаѓа конјот, конј B4. Ловецот на B1 е многу вредна бела фигура, се разбира, ќе биде засолнет со ловец B1, а оној конј на B4, нели, ќе биде избркан со А3 порано или покасно. А5, за да му направи конј место на конјот, кој што инаку ќе беше фатен, А3, конј А6 и сега позувајќи го тоа дека не се поврзани црните редови, белиот зафаќа пространство на дамското крило со B4 и отвара место за ловецот на долгата диагонала. Гледате, ловецот на B2 ќе биде одлично поставена фигура, која што ќе контролира многу важни полиња. Се гледате, црниот крал останува во центар. Тој одигра топ G8, на дамското крило исто се има отворена целинија, напред се белите P6, а не може да земе А зема на B4, А зема на B4 заради тоа што топовите се спротивставени на А линијата. Ловец D7, ловец B2, А зема на B4, А зема на B4 и конј зема на B4. Кога црниот веќе има лоша позиција, стратегиски гледано, тој се обидува барем да има одредена, макар и минимална материјална придобивка или преднос, ако барем страда да не биде тоа баш бесплатно. Значи конј B4 уште еден сомнителен потек. Сега Никола можеше прво да земе на А8 и да продолжи со играта, но тој директно отвара Д зема на Е6 и по Ф6 сега зема на А8, да оддалечи малку дамата, дама зема на А8 и конј С4. Партијата е, знаете, белиот има толку широка позиција за игра, толку многу привлечни можности, што човек некогаш може да се загуби додека му лутаат очите што попрво да одигра. Значи, тука имаше многу и други привлечни можности, но се разбира дека играта нашиот рационален мајстор е многу, би рекол, предприемчива. Тој сега, значи, гледа дека на D6 напаѓа со темпо и го игра тој потек, инаку заслужуваше внимание прва дама D2 да го отврли конјот, но со слична позиција во ред. Значи, конј C4, напаѓа на D6, дама А6 и сега повторно E5. Гледате, тука се пешаците не се бројат. Важно е да се стигне што поскоро до црниот крал. D зема на E5, иако подобро беше конјот F на D5, но тоа е само помало зло. По D5, конј зема на E5, ловец B5. Го напаѓа топот, топ E1 и конј BD5. Црниот се труди колку може повеќе, да има повеќе фигури околу својот крал, да направи одредена координација, но се разбира дека белиот е тука газда, тој што ја води играта. Гледате, тој има пешот помалку, но сите негови фигури се одлични. Дама C1, осмиот ред, основниот ред на црниот е слаб, има закана дама C8. Ловец D7, да го брани полето C8. И сега ловец D3, ја напаѓа дамата. Привлечна можност тука беше и потегот конј F5, исто така беше многу опасен потек. Гледате, тој конјот H4 како можеше да влезе во играта и ќе одигра конј F5 малку подоцна. Ловец D3, значи во партијата ја напаѓа дамата, дама А5, топ E2. Се извинувам, за да може белиот игра со дамата, да не му виси топот. Дама B6 и сега G3. Не толку што го подкрепува конјот на H4, колку што си прави вентил за секој случај, да не му биде слаб првиот ред пред да почне со решавачките настапи. Конј B4, ловец C4, конј BD5. Гледате, црниот понешто малку напаѓа и пак
со бидот да се крепи. Тој нема никаква контраигра практично. А белиот игра дама А1. Гледате, ловецот на Б2 и дамата на А1 стрелаат по долгата диагонала, а освен тоа дамата доаѓа и на отворената А линија. Топ F8. Дама А8 шах. Сега ако брани со дамата, тогаш дама Б7 се разбира. Ловец D8 и еве го сега тој потек коњ F5 конечно. Белиот има, се разбира, решавачка предност. Не може да земе на F5, ќе има откриен напад. Коњ E4, сака на топ E4, F5 да виси тој топ, да биде со темпо. Но белиот го зема сега коњот на D5. Зема на F5, црниот зема назад, но ја зема поопасната фигура, тоа е коњот на F5. Коњ зема на D7. Дама B5, меѓу потек, го напаѓа топот. Сега, белиот можеше да одигра коњ B6 тука. Изборот на Никола беше коњ F6 шах, меѓутоа многу посилен беше потекот коњ B6. Но за оправдување нашиот млад интернационален мајстор е тоа што тој беше во цајтнот. Гледате, дамата на B5 е оптоварена, затоа што на дама E2 ќе следи дама А4 шах. И гледате, нема кралот многу кај да оди. Потоа ќе следи дама D7 и кралот ќе биде матиран. Затоа коњ B6 беше многу посилен потек отколку коњ B6 посилен потек отколку коњ F6. Но во партијата коњ F6 шах, црниот мора да земе со топ, не може ниту со ловец, ниту со коњ, затоа што се врзани двете фигури. Ловец зема на F6. Сега ако дама E2, тогаш дама D8 мат, значи дама зема на D5 и сега дама D8 шах. Никола решава дека оваа завршница со квалитет за пешак, каде што црниот има само еден коњ, а само една лесна фигура тешко се бори против топ, дека е лесно добиена, технички добиена позиција, но ќе видиме дека реализацијата ќе потрае. По дама D8, дама D8, ловец D8, крал D8, крал G2, крал D7, F3, коњ D6, F зема на G4, F зема на G4. Се разбира дека на слабата страна и одговара да замени што повеќе пешаци. Да, а белиот, нели, важно е да направи слободен пешак. По F зема на G4, F зема на G4, крал F2, коњ F7, крал E3, B5, крал F4. По сите правила на шаховската наука, кралот во завршница има значајна улога и тој оди напред во центарот и активно учествува во играта. По крал F4, црниот игра коњ D6, а белиот игра крал E5. Тука беше возможно да се земе тој пешак. Крал G4, крал C6, крал H5. Тука црниот типува на контраигра на својот безслободен пешак. B4, крал H6, коњ C4, топ E1, на коња 3, H4, на B3, крал H7, B2, H5. Гледате, двата пешаци ќе го победат коњот, затоа што тој се наоѓа на другиот дел од таблата. На тука требаше повеќе потези да се пресметуваат. Значи црниот доаѓа до одредена контраигра. Партијата продолжува, а Никола не сака да пресметува многу варијанти, тој сака да игра со технички, чисто технички средства и со рака да ја добива партија. По крал Е5, крал С6, шах, топ С2, коњ С4, покрива шах, со шах, коњ С4 шах, крал Д4, крал D6. Гледате, прво белиот значи го неутрализира Б пешакот, а смета дека слабите пешаци на кралското крило ќе ги напаѓа со топот. Топ F2 со идеја топ F7, крал E6 покрива по линијата F7, F6 и E5, крал C5, коњ E5, топ E2, крал F5, крал B5. Гледате, белиот го зема тој црн слободен пешак, но затоа црниот направи
одредена координација на своите фигури, белиот крал му треба време да се врати назад во играта. H5, крал C5, конј F3, крал C4, H4. Црниот прави се што може, крал D3, H зема на G3, H зема на G3, но овој последниот пешак не ќе може да го земе, се разбира. Конј F5 и тука Никола погреши, тука е веќе втората контрола, 57-миот потек, тој одигра крал D4, потек кој што се игра со рака, кој што се наметнува, но правилно беше крал E3. Крал E3 беше точниот потек. Додека по крал D4, црниот има мала шанса сега, иако тоа не е така очигледно, тој требаше да игра конј D7 наместо конј F3. Значи идејата да ја дојде на F6 и од полето H5 да ја напаѓа единствената слабост на белиот пешекот на G3. Например, топ A2, конј F6, топ A5, крал G6, крал E5 и конј H5. И на топ A4, крал G5. И гледате, ова е оптимална позиција, затоа што кралот не може да помине преку третиот ред и тука црниот има шанси на реми дури. Да. Но тој треќи момент помина по крал D4, црниот одигра погрешно конј F3, ќе загуби партијата во неколку потези. Следеше крал E3, сега белиот повторно е во својата координација, конј G5, топа 2. Конј H3, топа 5 шах, го отсекуваме кралот, крал G6, сега крал E4. Сега белиот нешто мора да игра. Ако игра со кралот на F6, тогаш топ H5 и топ H4. Крал F6, топ A8, крал G5, крал E5. Следува топ G8. Дори во оваа позиција, во 6-третиот потек, значи Никола Николовски го скрши отпорот на хрватскиот велимајстор Марин Босиочич и извојува победа во мечот во кој што нашата репрезентација загуби со 3:1.